Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Да пробаме една проба, а воедно и да се раздолжам за најавјението кое што синоќа го дадов на претходниот профил за македонската карма и кармата на нас, македонците. Воедно ве повикувам да ги следите профилите. Едно големо благодарам до сите оние кои што учествуваа со пораки, имејлови до фейс, да се спротиставиме на сите оние кои што ги жеже многу вистината од Владо Павлов, ги боли и ги пече. Значи, дојавувачите немаат друга работа и таа работа им е нивна и ќе продолжат така како што знаат и умеат. И тоа е нивниот начин на работа на кој што не треба да ја најдеме мана, затоа што не ја сватиле суштината на кармата и животот овде по нивната дата на раѓање на сите оние злобници кои што учествуваат во ова хајка и наше е да ги прифатиме со љубов. Сега ќе пуштиме нешто кое што сум го создавал во 2005 година. Значи имам неколку демо снимки на неколку мои песни кои што се направени во 2004-2005 година и кои што во наредниот период, кога ќе се малку подослободиме од сето оно што ни е наметнато од сектата, ќе бараме млади македонци, ќе бараме млада екипа, млада група и ќе им ги поклонеме овие демо снимки од Владо Павлов за воскреснување на македонизамот и за сето она што сум го правил. Значи се работи за една демо снимка и моја иницијатива да рокот и етното ги спојам во едно. Замислете, идејата на Владо Павлов е била во 2005 година, каде што бас гитарата, синтесајзерите, соло гитарата, бубњевите, да ги споите со кавал, со гајда, е нешто најфеноменално што се уште никој досега не го направил. Верувам дека сите вие заедно ќе ми помогнете да најдеме навистина група која што ќе сака ова дело од 2005 година на Владо Павлов да го прошири, да оди по тој терк на тој аранжман на музика, да оди по тој терк на оној текст кој што е многу битен. А сега една од тие 7 песни кои што се правени во 2004-2005 година ќе ви ја представам и на вама. Тоа е Македонија, каде што го споменувам Фениксот и каде што денес, замислете, после 20 години му даваме поголем акцент на Фениксот, а јас тоа уште во 2005 година сум го најавил. Пречи ми песната така започнува како бесмртен Феникс, таа на небо стои. Но, ајде да го слушнеме текстот и да го слушнеме она што сум го правил со еден тим на млади кошанчани, со еден тим на едно 30 млади кошанчани во тој временски период,
каде што кај мене донесоа цело студио, значи бубњеви, соло гитари, басови и штолине, еден дух на Кочани кој што живееше, каде што немаше политики, каде што немаше кој на кого служи и каде што заедно го работевме ова што сакам да го поклонам денес. Идентично како со Александријадата, каде што Кочани заедно, без разлика на политичка определеност, направи нешто и докаже на цел свет дека ние можеме, обединети македонците, без разлика на политика и вера, да правиме големи дела, но во 2007-2008 тоа му сметаше на Никола Груевски, кој што мораше да го уништи целото ова дело на Владо Павлов, за да тој биде Владо Павлов, и така споменикот од Александар Македонски, кој што требаше најпрво во Кочани да биде изграден, започна да се гради преку еден кој што прв си го смени името, а се удараше во гради дека е најголемиот македонец, Жорж, нели, од Прилепа града, и не го направи првиот споменик тогаш после Александријата, а потоа дојдовме до мојот пријател Славе Оаза, кој што исто така направи споменик во Штип, пред Оаза, или пред Астибо хотелот во Штип, каде што се сеќавам и го поздравувам ни вода, ни ништо не дади на екипа кои што возеа со джипови и мотори, една екипа од 100 македонци од цела Македонија, од Кочани преку Плачковица, Радовиш и назад враќање кон Кочани. Одседнавме кај споменикот на Александар Македонски пред Оаза, а дотичниот господин немаше доблес ни кисела вода да даде на сите оние кои што учествуваа во Александријада 2006. Ете, македонци, овие се едни мои патишествија, кои што не ми се поврзани само со овој временски период, овие години, како што го знаете, Владо Павлов, каде што малку посилно сектата налета и малку посилно ударија, затоа што влегоа многу внатре, а јас си дозволив, бидејќи не можев да ги откријам сите, а вака дозволувајќи да ги откријам сите кои што денес ги знам со име и презиме, и им ја знам целта, кој зошто доаѓал, кој зошто и каде што правел, некој за тендер повеќе, некој да се доближи повеќе до албанската урбана мафија, некој да се доближи повеќе до мијатите, други до Никола Груевски, како тоа што го правеше на времето, и еден исто така денес голем вамаровец, испраќајќи го неговиот кумашин кај Владо Павлов да преспива, да слуша, а тој потоа да ги пренесува сите овие активности кај Никола Груевски, еден голем активист денес, еден голем вамаровец со потекло од Охрид, али нека им служе на сите на чест. Она што е Македонија доправа ќе го дознаете сите вие кои што се смејувавте на Македонија и кои што верувавте дека Македонија е нешто мало, нешто невидливо, набрзо ќе сватите и косата ќе ви се ежи кога ќе гледате кој стои позади Македонија и чива е Македонија. А овие сите кои што ја злоупотребуваа Македонија за ситни интереси и кои што сето тоа го правеа да го наметнат врз Владо Павлов, нека им е Бог на помош. Уште еднаш барам подршка од сите вас, мои браќа и сестри, да најдеме млада екипа ентузијасти кои што овие песни од 2005 година за Македонија, за духот македонски, за гревот македонски и многу други зданија да ги направат онака како што доликува и да представиме Македонија како што
треба. Во овој албум исто така има и глазба со аранжман и музика за Александар Македонски. 2005 година. Владо Павлов. Демо. И вогам да горам, пак среќен ќе бидам, и пепел да се сторам, за тебе ќе се борам. Да живеам јас, тебе ќе те помнам, не те заборавам, под пепел да надеш, повторно се раѓа, како безсмртен феникс. Од пепелта надеж повторно се раѓа, како бесмртен феникс, таа на небо стои. Направена 2005 година. А времето дојде од денес. После 20 години започнува процесот на воскреснувањето на вистинскиот феникс. Затоа и да не ве чуди она што се случува со политиките во Македонија. Бог Македон, Александар и Исус не трпат повеќе политички лидери кои што ќе ги делат македонците. Доаѓа време на обединување на македонците. Или во превод, доаѓа време на обединување на сите политички партии, без контрола од Западот. И ова се последните нивни удари, кои што ги прават, за да не дојде до создавање на она кое што Павлов го најавил уште во 2004 и 2005 година. Тоа ќе се случи, македонци. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Како што водата ќе се врати од првиот крак до Штип. Она за која најмногу бев напаѓан, исмејуван, понижуван, омаловажуван, денес сите го зборат. И премиерот Тино свати дека археолошкиот туризам, а најмногу од све, дека прво и основно за воскреснување на Македонија и на Феникс е нешто што 25 години го трубиме. А тоа е електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. И не наоѓа мана. Не е битно кој што и како најавувал се борел. Битно ова иницијатива да биде успешна. Само така сето оно што го направија за расистички нови војни во Македонија ќе биде трнато настрана. Бидејќи преспански, рамковни, бугарски или какви не,
договори нема да постојат кога ќе го направиме електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Еве, ако прифатил така како што вели, една подршка и од мене. Само да не заборавиме како што е и ова гласбена од 2005 година. Da selv stoji i sunsetot, sunsetot naše, legendu Sara, nema da je svije. И пазите го сега ова влегување. Оно што го кажав пред малку. 2005 година да имаме рок каде што ќе биде заедно со етно. Погледнете оваа убавина од рок и сега преминуваме во етно. Нека постојат многу групи во Македонија да го прават ова. Нека го шират македонизмот. И тој нека биде тоа што денес го прават со младата популација, ако не шмркне кокаин, неподобен за општество и не можеш женска да имаш. Не. Преку македонизмот младите треба да ги оспособиме да бидат неподобни ако не знаат за македонизмот. Тој кич ние родителите кои што го направија, оние кои што искористија да уништуваат бракови и да децата нашија барат вистината по улиците, а го најдоа кокаинот, треба да заврши. Македонија треба да има, ако треба и ново СЈО, ама македонско, со дух, ум и фанатизам, премиере Тино. Затоа што вака ние имаме пример во Кочани, судии со знаење на врховни, со пола милион евра на конто, со шифра друг основ. Па каде е антикорупцијска? Да малку погледне на анкетните листови, на имотните листови. Да малку погледне на потекло на имотот. Да видиме зошто многу луѓе се пуштаат условно од Основен суд Кочани и дали нивната цел е да ги користат тие млади деца, каде што мора вечно да ги вробуваат на овие непожелни за Македонија, вечно да им вробуваат со таа услуга што ќе им ја завршиле, независно дали се наркодилери или било што. И истите тие денес се богови, поголеми богови од тебе, премиере Тино. Ама ние не молчивме и нема да молчиме. Ние први дигнавме рака и кажавме дека треба прво да почнеш од Дувлочани. Ако не сакаш цела Македонија ти биде како Кочани Дувлочани. Ама твои блиски соработници, поради што повеќе во интерес им беше дивите копаничевски работи од ова што се случи во Кочани и во Македонија, отколку она што ние го најавивме и преку ништо требаше да го завршиме, за да не дојде до ова што дојде. Тие твои блиски соработници, повеќе им беше битен бабин зап на Пелистер, отколку она со кој што водевме ние битка против ова секта
во секој сегмент. Да, премиере Тино. Ако не верувате, го имате мојот број. Јас ќе ви кажам кој да ги повикате. На кого е пренесено. И пред тебе директно ќе им го кажам истото ова што го кажувам пред моите браќа и сестри македонци, премиере Тино. Во кога и во кое време сакате? На истите тие твои блиски соработници. Истото ќе го кажем и уште нешто друго ќе додадам. Пред тебе, да им го видите изразот на лицето и очите. Дали им беше побитен бабин зап или нешто друго. Среќа наша е што сме се уште живи. Со помош на Божјата десница. Каде што докажавме дека исти актери 16 март фалсификат, 16 март претрес во домот на Владо Павлов, 16 март пулс, 16 март најголемиот празник започнува со сите припреми на македонците да се слави, каде што кулминацијата е 22 и 23 март. И вие пак мислите дека се случајно е. Тоа е идентично како ние македонците на 25 декември да изгореме 2 дискотеки во Рим. Како би се чувствувале тие? Со она што го направија истите кон нас. И откако се заврши, трката по пари започна. Каде што тие дечиња ги ставија на вага за пари. Срам да ви е на сите. Срам да ви е. И уште еднаш, премиере Тино, слободно одредете термин. Сите тие кои што беа предупредувани од нас, пред тебе, ќе им го кажеме истото тоа што и го кажавме само на нив. А тие нека ви кажат зошто бабин зап на Пелистер им бил побитен од она што се случува денес со Македонија преку Кочани, која што треба да стане цела Македонија довлочени. Е тогаш ќе ја видите пештерата на бабин зап. Ќе ги видите и проектите каде што дел од средства требало да се насочува во Стрежево. Дали е за туризам или за потрага по ризница, вие дознаете си, премиере Тино. Еве ви е вистината. Уште во 2005 Владо Павлов ви ја кажал на споменикот од НОП, кој што нема ни на буквата од НОП. Еве ви е вистината, македонци. На што ви личи ова? На брава. А сакало или не, клучот ќе се врати онаму каде што бил пред владењето на
оние кои што денес владеат со земјата. Еве ја вистината. За сето она што е кочени, каде што не случајно е изберено сето ова што се случува денес. Ама после 2 август сите ќе осетиме Божјата десница. Затоа што некој се спротивставува на неговиот татко. И му е тешко да ги даде клучевите од ова брава. Некој што со љубов прифаќа се. Погледнете го ова сега, како добро се вметнува изборно македонско во нешто кога се споменува Македонија. Погледнете го и слушнете го. 2005 година, точно пред 20 години, слушнете ова убавина како се вклопува. Најсветото од светото, со најстариот обеликс денес на територија на Србија. За секогаш таа не вика кај неа. Македонија е таа, живот пак што дава. И верата наша, пламенот ја буди. Живееме ние, љубејќи ја неа. Со оганот во нас, што вечно ќе гори. Ко пламено сонце, што на небо блеска. Македонија е сонце што на небо блеска. И пазете ја повторно убавината. Воскресението. Фениксовото она што долго години го чекам, а пред многу долго години го видов. Само ти знаеш, земјо мајко, и кои не со вистинскиот текст на кој што стои името на Филип и символот на женската енергија пред христијанството, крстот. Ова го нема во турското писмо, ова го нема и во грчкото, ова го има само во Македонија.
текст со име Филип и женската енергија, символиката на машко и женско, символиката на земското и небесното, на бројот 2 или на Филип, втори македонци мои, пронајден во Кочанско. Погледнете го, најстариот пронајден доказ на златен прстен со печат, сигурно е на некој службеник бил, каде што го имаме со звездито на Плеадите и символот на лав, ама лав кој што навистина живеел на овие простори и кој што навистина бил вака мршов како овој што е представен. Символиката на 33-тиот степен во лав и Алконе системот, познат на древните македонци, а денес непознат на сите македонци, македонци мои. Кој да ни исмејува нас денес? Ако ние исмејуваме ваа интелигенција пред 2000 години, на кој што ни на малото прсте не и можеме на ними. Погледнете ги овие символи. А сега ќе имате уште еден друг символ. Погледнете го символот. Најстар пронајден прстен, кој што си го присвојува денес символот риба Ватикан, каде што ги имаме почетоците на христијанството, не на камен врежан, не на тули, на рака златен прстен македонци со символ на риба. И доказ за најстариот врховен свештеник од почетокот на христијанството, дека потекнува од Кочанско. Затоа сме ние многу забегани, тие кои што сме со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ама сме и многу тешки за разбирање, нели? А оние кои што сето ова го изнесува од Македонија, оние кои што и јадници доваѓаат кај Владо Павлов за да се нафатираат, тие не се забегани, тие се паметни. Па дури и Крсто Муковски Кочански крена по паметот нивен, да ми ја отвори вратата на сектата на Божиот храм. А сите беа чекор да ја раздолжат кармата. И поради кој што имаат, како и јас и сите вие, присуство на земјата. Затоа јас не прекинувам и не сум како нив. Затоа што знам зошто сум овде. И во оган да горам, и пепел да се сторам, јас пак за неа ќе се борам. Без разлика на сите овие тортури кои што се прават против мене. Преку судии, обвинители, нотари, извршители, инспектори од УВР довлочени. И каде ли не? Олигарси,
мафиози од урбаната мафија за перење на пари од наркодилерството, а се со една цел да имаме комплекс врз свет храм, да имаме комплекс врз гроб, бидејќи ова не треба никој да го знае. И затоа оние на кои што им дадовме се и ги сакавме и уште ги сакаме, крена со гумичка да го бришат Владо Павлов. Замислете, со гумичка кренаа да го бришат сето ова. Па ајде избришете го. Колку да стојат големи зверки позади вас. Само кутрите тие зверки во судство, обвинителство, олигарси, политичари и каде ли не, заборавиле дека Бог на крајот кажува се. И затоа позади вашите лептирмашни, скапи костуми и шпиц ципела и скапи возила, ние, македонците со дух, ум и фанатизам, го гледаме пестерскиот човек во вас. Од камено време. Бидејќи ни милиметар не сте се поместиле од каменото време и животинскиот нагон кој што го имате до ден денес. Можете да бидете богови колку сакате и светци и да се ставате во нивна улога. И во нивна улога да го правите сето ова што го правите. Ама едно да знаете. Павлов не е играч како Гуштеров, како Чеплиганец, како Онгјушев и многу други такви кои што прават цркви. За да утре имате слава после 200 години за Свети Чифлиганец, за Свети Ангјушев, за Свети Ристо Гуштеров, за Свети Трифун Костовски и така натаму и така натаму. Ама тие македонци мои си ја раздолжиле кармата, знаете како? Со тоа што секој што ќе иде во нивните цркви зима дел од нивната карма. А македонецот не прави храм каде нема извор на жива вода. Затоа што тој храм, каде што е изграден врз извор на жива вода, е здравие, берикет, среќа и љубов. А ваквите храмови денес, каде што се градат, каде што ќе им текне на сите, и каде што нема и не се градени на извор на жива вода, значат беда, сиромаштија, смрт. Затоа што не знам со каменот ли ќе ја пренесете информацијата која што се пренесува со живата вода. А тука ќе ги пронајдете масоните во црна мантија. Ајде, купејте! Купејте повеќе свеќе да си го горете животот. Затоа што животот на човекот е идентичен со свеќата. Свеќата гори додека има кислород и човекот живее додека има кислород во него. Не е битно дали ќе испратите вибрацијата, ќе ви кажат овие олигарси. И овие кои што се ставија во улого на Бог, масони во црна мантија со милион евра дека ќе раздужат карма. А всушност нивната карма ви ја расфрлуваат на вас, македонци мои. Погледнете го символот на матицата, на Венера, 8 кракото сонце, на
Од каде знаеле? А ние денес не знаеме што е ова. Дека потекнуваме. Замислете, знаеле дека потекнуваме од Венера. Планета која што е уништена од прилика пред 48.000 години. Затоа и символиката со Дедо Ној и арката за Владо Павлов и действија поврзани со нејзе се случуваат на Венера. Ништо не знаеме ние денес. Знаеме да омаловажуваме, да исмејуваме, да подценуваме, да се обединуваме и некој кој што им смета во планот нивен за да се нафатира, дали за станче во Скопје, Дукенче, дали за тендерче повеќе од албанската мафија, дали за слика повеќе од некој полициски инспектор да ја побара, кои што нели тие се вечно и во пензија, ама се уште на работно место, и така натаму, и така натаму. Сите вие не заборавајте, Бог одлучува за се. Уште еднаш ве оставам во љубов, мир и хармонија. Му благодарам на Фейс, ви благодарам на сите. Мада и кај нас има многу молчеливи и сето ова го гледат од забава. И затоа ве повикувам да малку повеќе забавата оставите на друго место. А сега, едно што е битно, да знаете дека мора да се минуваме сите. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ве сакам сите. Борбата продолжува. За Владо Павлов нема застој. А еден ден ќе дознаете сите зошто сето ова се случувало и која била причината која што за денес ви е табу тема и која што им дозволувате на сектата да расне се повеќе и повеќе, токму поради вас, добронамерните македонци, кои што злото раст, кои што кога започна ова секта да расне, вие молчевте. И ако продолжиме и понатаму да молчиме, ова секта ќе роди нова, пострашна секта. За моите и вашите деца утре да не знаеме како да се справат. Затоа ги прекинав сите иницијативи за протести, бидејќи ова што се случува со маршови претходно со 27. април, на долги стази значи губење на енергија. Ние за враќање на плочата и за се што е правено, кој ќе одредиме термин, во истиот ден, додека не ја завршиме работата, нема да прекинеме. Нема да има кај нас прв, втор, трет, четврт. Еден и единствен. Протест за враќање на вистината на Коченика кој Ерусалим. И многу други вистини. Ве сакам сите. И ова икона, каде што го гледате пехарникот, убаво ви кажува каде е распетието. Пехарникот е символ на Бела, на престолнината Бела.
каде што и овде имате нешто кое што покажува нешто друго. Затоа, македонци, бдејте над вашите деца, а истовремено и бдејте над Македонија. Доаѓа Феникс. Macedonia eta siłka sonava i vera nasza Pawełkia bunge Silenulie Ljubejnija Soga do kolas Stoje ciągi goli Poplame na słońce Što na nebu blesa Za svego sa Nevina Kanea Macedonia è sonte, sola nebulesca. Sanguisa e freddo majko, subio moja, lega te ljuba, svoju beskrajna, svoju postarao. Уште еднаш ви благодарам, добар сум, не се грижете, имав пеколна недела, али добар сум, ќе бидам уште подобар, продолжуваме со мисијата, Македонија е се што имаме, еден повик, да ги поклониме овие зданија, овие демо снимки, да направат нов албум, нова преработка со подобри гласови и со подобар аранжман. Доколку има такви слободно млади ентузијасти за Македонија, овие дела во поглед на музиката ќе им ги поклонеме, а потоа ако треба и ќе најдеме начин како да снимаат и албум. Секако пак ќе бидам тука да помогнам, само ако тоа го направи група која со љубов ќе го прифати овој поклон од мене, а не поради материјално. И ако Бог одлучи материјалното кај нив да доаѓа, ќе доаѓа, тоа никого не може да го попречи. Ама најпрво да го исфрлат материјалното, да размислат за воскреснување на македонизмот, затоа што имаме добри текстови од 2005 година, а она другото, после духовното што доаѓа од Бог, е нивна заслуга. Да живее Македонија!